Живееме во едно златно доба на информации. Секој од нас има пристап до било каква информација со помош на интернетот, социјалните мрежи, па дури и весниците. Вестите. Ние сме жртви на прекумерно примање на информации од секакви можни медиуми. И би рекла дека живееме во инфодемија. Инфодемија е болеста на 21 век, посебно болеста на 2020 и 2021 година. Според мене, лажните вести датираат многу одамна, историски гледано, за да се постигне некаква манипулација и да се изманипулира поголема маса на народ, за да се постигне даден резултат, било тоа да има материјална цел, било тоа да има политичка цел. Битно е да се исполни целта. Кога станува збор за лажните вести, целта ги отправдува средствата, па затоа многу луѓе не ни бираат како ги соопштуваат тие вести и не се свесни што се можат да направат. Лажните вести се дел од многу политички пропаганди, но и дел од многу друг тип на пропаганди, како што се ширење на невистините и ширење на теории на заговор, 5G, потоа некаков тип на теории за вакцини, против вакцини, секаков тип на заговори. И мислам дека лажните вести прават многу повеќе зло отколку што можат да направат добро. Живееме во време на пандемија и тие сами по себе се опасност по здравјето на човекот. Затоа е многу важно какви вести примаме, какви вести конзумираме, бидејќи ние сме конзументи на тоа што медиумите ни го сервираат. И секогаш треба да конзумираме нешто здраво, бидејќи доколку го храниме мозокот со здрави информации, ние ќе создаваме едно поинакво здраво општество. Но не е само тоа. Социјалните мрежи се здружија против овој тип на лажни вести и решија да ги банираат профилите кои што ќе шират лажни вести, но и говор на омраза. Знаете, говорот на омраза и лажните вести одат рака под рака, бидејќи исто така и тоа е дел од некаква манипулација и се состои за да се изманипулира или да се омаловажи противникот без оглед на тоа со какви вистини се располага. Така да, сметам дека е многу важно од каде ги добираме, од каде ги собираме нашите информации. Многу е важно како ги пласираме нашите информации, бидејќи верувајте, моje лично мислење е дека сите сме дел од една голема мрежа, посебно кога се можеме да ставиме и да закачиме онлайн, се можеме да кажеме и затоа треба да бидеме одговорни спрема нас, спрема нашите блиски и на крај спрема општеството во кое што живееме. Бидејќи за крај само една слаба карика може да го сруши синџирот што толку долго го градиме.